Министер, почитувани колеги, почитувана јавност, овој амандман го поднесувам четврта година поред, односно исто толку колку што сум пратеник, и не се случило да има програмски документ кој што се усвојува во собранието, а јас за него имам поднесено овој амандман. Што ми е поентата? Од моментот кога е поднесен овој амандман до сега, таму има активна една огромна депонија долж течението на реката Лепенец. Петре Шилегов беше градоначалник. Прво, тогашните министри и заменици министри ми го одбиваа овој амандман дека чинел прескапо, па потоа кога велевме дека изработен проект, дека проектот се чува во ФИОКа, ни беше одбивано тоа објаснување. Потоа, исто така таму постоеше во атерот на селото Новосело, на селбата Даме Груев и целиот тој регион околу Волково една огромна депонија. 4 години подоцна, владата се уште го одбива овој амандман. Веќе делумно е исчистена таа депонија и на таа Новоселска депонија е направен еден огромен парк кој што е во големина на градскиот парк во Скопје. Другиот дел од тоа течение нема да го коментирам, бидејќи ниту владата е заинтересирана тоа да го реализира, а ниту па прашуваат како тоа општината може да го направи сама едната половина, додека другата половина, ете како што кажувам, владата нема слух да го прифати овој амандман за да можеме на граѓаните на Ѓорче Петров, па и на општините Карпош, на општините Чучер, Сандево, кои што до оштечението на реката Лепенец се инволвирани во таа територијална поставеност, ќе им го разубави животот на граѓаните. Сакам да укажам дека особено од кога локалните избори завршија и кога СДСМ доживеа огромен пораз во тие општини, едноставно игнорантскиот однос од владата кон општините продолжува и едноставно тоталната незаинтересираност за секојдневниот живот на граѓаните е ефектуирано во тоа што арогантно се одбиваат амандмани кои што по редот на нештата и треба да бидат прифатени. Она кое што е особено важно и кое што сакам да го истакнам е дека како што општината сама можеше со помош на градот да исчисти најголемата депонија во Ѓорче Петров која што конкурираше на градската депонија Дрисва и да направи огромен мегапарк, и ова го споменувам како една метафора за да знаат граѓаните дека не се сите исти, дека може да се направи разлика, така и за неколку месеци од сега повеќе нема да треба никој да биде понижуван и да поднесува амандмани кои што ќе му бидат одбивани, туку новата влада која што ќе биде предводена од ВМРО ДПМН ваквите капитални проекти ќе ги реализира на начин на кој што граѓаните на овие три општини ќе добијат едно уредено речно корито кое што ќе може да го користат како рекреација и како место каде што ќе може да го поминуваат слободното време. Заради тоа што секој кој што ќе дојде тука од страна на владата ќе кажува дека тоа чини многу пари и дека е нереално, би ги упатил само на општина Бутел. Можете да видите како еден градоначалник кој што работи домаќински од сопствени средства издвојува, обезбедува финансии, избира изведувач и воведува на работа на уредување на комплетно речно корито во ликот на реката Серава. Поентата ми е дека кога се сака се може, без разлика на изборните резултати граѓаните не смеат да трпат, но како што кажав доаѓаат подобри времиња во кои што ваквите проекти ќе почнат со засилена динамика да се реализираат.